Председателот Доналд Трамп досега изгуби десетина тужби со кои што се обидуваше да го промени исходот од изборите. Веќе помина и крајниот рок 8 декември, кога сојузните држави ги потврдуваат резултатите, со што уште повеќе се намалува можноста за нивно оспорување. Од изборите изминаа 5 недели, а во меѓувреме се случуваа прослави, протести, повторно пребројување на гласовите во неколку сојузни држави, како и десетици правни битки. Ништо од тоа не го промени резултатот. Џо Бајден победи на изборите, но председателот Доналд Трамп не е подготвен да го признае поразот. Помина рокот сојузните држави да ги решат правните битки, вклучувајќи и пребројување на гласовите. Closing of the safe harbor is merely another nail on the coffin of the president's efforts to overturn the due result of the election in court through false claims of voter fraud. Резултатите сега се сметаат за конечни за Конгресот. But if an election were certified after December 8th and electors were selected, as long as they were selected by the December 14th, when they actually cast their votes, Congress certainly could count those votes when they count the votes in January. Председателот поднесе десетици тужби во 7 сојузни држави во кои изгуби: Аризона, Пенсилванија, Џорџија, Мичиген, Висконсин, Минесота и Невада. Тој доби една од постапките и изгуби повеќе од 40, а неколку се нерешени во Џорџија, Аризона, Висконсин и Пенсилванија. Како што неговиот правен тим губи во судовите, главниот правобранител на САД, Вилијам Бар, исто така рече дека нема доказ за масовна злоупотреба. Но поддржувачите на Трамп продолжуваат да им се закануваат на изборните официјални лица, принудувајќи еден републиканец да се спротивстави. It has to stop. Mr. President, you have not condemned these actions or this language. По судските порази, Трамп се вмеша вршејќи притисок врз официјалните лица и законодавци во Џорџија, Мичиген и Пенсилванија да ги променат изборните резултати. Иако ваквите обиди не успеа, тие открија слабости во американскиот изборен систем. Only time will tell whether what comes out of this election is a renewed commitment to the integrity of the electoral system, particularly at the level of the states, or what we've learned is how fragile our election system is, how close we've come to a really dangerous outcome. Овој понеделник, 14 декември, 538 членови на изборниот колеж формално гласаат кој ќе биде председател и подпредседател на Соединетите држави. Американските закони предвидуваат строги рокови за заокружување на изборните действија. На 6 јануари Конгресот треба да ги преброи и потврди гласовите од изборниот колеж, со што и се официјализира победникот. Председателот секогаш ја положува заклетвата на пладне на 20 јануари. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.